Почитувани ученици, добар ден. Јас сум наставник Зоран Тодоров, наставник по историја и граѓанско образование и ќе се потрудам уште еднаш да помогнам на учениците од 8 оделение да совладаат нова наставна содржина. Па така, денеска започнуваме со темата број 3, која се однесува на Македонија во периодот од почетокот на 19 век до Првата светска војна. И тоа е еден период кога ќе започне македонската национална ослободителна борба, една интересна тема. И таа тема ќе ја започнеме со една исто така интересна лекција, а тоа е Македонија во првата половина на 19 век, да видиме пред да започне таа вооружена македонска национална ослободителна борба, да видиме пред тоа што се случувало со Македонија во првата половина на 19 век. Па така, тоа е време кога османлиската власт е се уште слаба, период кога на виделина излегуваат сите аномалии на османлиската држава, односно тоа е период кога османлиската држава ќе губи војни, кога државната каса е слаба, односно празна, кога положбата на локалното население е исто така лоша, кога се покачуваат даноците, кога власта нема поддршката од локалното население и сите овие работи ќе придонесат во Османлиската империја да се појави така наречената феудална анархија. Пред да одиме со феудална анархија, да го објасниме што значи зборот анархија. Зборот анархија всушност значи безредие, состојба каде што не се почитуваат дадените закони, туку се почитуваат закони кои не се поврзани со државата, односно закони кои што всушност ги носи некој друг, а не тие кои што се надлежни. Односно, можеме да заклучиме дека се создава една состојба каде што локалното население не е воопшто заштитено. Не дека и претходно било некако заштитено, меѓутоа сепак може да се обрати до централната власт преку писмо и така натаму. Сега имаме состојба каде што воопшто нема кој да го заштити населението. Така, таа состојба ќе биде предизвикана од богатиот слој, кои што ќе сакаат да присвојат дел од територијата на Османлиската империја и да си го присвојат за своји лични цели. Тој богат слој се всушност феудалците и затоа, бидејќи тие контролираат оваа состојба, затоа ние овој период од Османлиската империја го нарекуваме феудална анархија, каде што всушност феудалците воспоставуваат своји закони на територијата која што тие контролираат. Односно, на нивната територија не владеат законите на султанот, туку владеат закони кои што тие сами ќе си го донесат. Тоа е целата работа која што треба да се знае околу поимот феудална анархија. И веќе кажавме дека практично тоа што султанот нема контрола над таа територија, ќе предизвика локалните феудалци да изразат апетити да си ја присвојат таа територија, односно слабата централна власт на султанот и неговата можност да ја контролира териториите всушност ќе придонесат локалните феудалци да искажат желба тие да ги контролираат лично тие територии. Од целата оваа состојба најмногу ќе настрада локалното население, бидејќи, пак ќе повторам, тука не функционирало ниту османското судство, кој претходно и така било корумпирано преку така наречените кадии. Сепак, може да се каже дека и покрај тоа што било корумпирано, дека можеби феудалците на некој начин имале некоја граница до каде може да се однесуваат со локалното население, а сега, кога законите не важат на нивната територија, тие се
однесуваат самоволно, односно воопшто не бил ценет животот на селанецот, односно селаните биле злоупотребувани, биле убивани, биле мачени, голем број на даноци плаќале, толку колку што треба, толку колку што не треба, па така слободно можеме да кажеме дека најголема штета во целиот овој период ќе претрпи локалното население кое било подложно на самоволието на феудалците кои што ја контролирале таа територија. Па така се појавиле голем број на феудалци кои што се спротиставувале на османлиската држава, односно се спротиставувале на султанот, некои од нив дури и ќе војуваат против султанот, како што бил Али Паша Јанински. Па така, нели да ги споменеме кои се најпознати феудалци од овој временски период, тоа се Махмуд Паша Бушатлија, кој оперирал околу Охридско и Скопско, Али Паша Јанински со центар во градот Јанина, Джелаладин бек во Охридско, Абдилбек во Серско и така натаму. Значи, сите овие феудалци, всушност, ја контролирале целосно нивната територија, па дури имале и своја војска, како што веќе споменав, еден од нив, Али Паша Јанински, дури и ќе војува против султанот, значи дотаму одела нивната дрскост да се спротистават на Османлиската империја. Од прилика тоа е тоа за феудалната анархија. Одиме понатаму. Еве го Али Паша Јанински како изгледал, нели, познатиот феудалец, роден во Тепаледен, меѓутоа нели неговото седиште кажавме дека е во градот Јанина. Сега, во овој временски период ќе се предизвика криза на Тиморо-Спахискиот систем. Сигурно се сеќавате на Тиморо-Спахискиот систем. Тоа беше систем каде што имаше феудалци кои по заслуга добиваа земја од султанот. Односно, заради нивните заслуги, султанот им даваше земја, меѓутоа таа земја не беше бесплатна. Во замена за таа земја, тие требаше да исполнуваат воена обврска. Односно, секогаш кога султанот нели ќе ги повика во војна, тие мораше да се јават, дали сами, дали со придружба, тоа нели зависеше од приходот кој што го ваѓаат или го вадат од нивниот имот. Пак ќе повторам, Тиморо-Спахиски систем, имаме феудалци кои што се нарекуваат спахии. Тие спахии имаат имоти кои се делат на тимари, зеамети и хаси. Најмал имот ќе биде тимарот, затоа и системот се нарекува Тиморо-Спахиски систем. Каква беше улогата на феудалците? Имаа големо парче на земја, меѓутоа за да го користат тоа парче на земја мораше да бидат и војници, односно мораше да бидат конјаници и секогаш кога султанот ќе ги викне во поход, тие мора да се јават. Тоа е едната работа. Другата работа е што тие користат земјата се додека се конјаници. Во оној момент кога тие нема да можат да ја извршуваат својата обврска, султанот им ја одземаше земјата. Сега, тоа беше Тиморо-Спахискиот систем. Бидејќи Тиморо-Спахискиот систем е таков каков што е, се нашол во ситуација да повеќе не функционира. Односно, спахиите се повеќе и повеќе ја избегнувале воената обврска или праќале неспособни луѓе кои што требало нив да ги заменат. И бидејќи султанот веќе немал некаков ќар или не можел да види некаков фајер од нив, затоа сметал дека е време да се промени системот. Во исто време, ако се сеќавате, кажавме дека државната каса беше празна, па поради тоа тие всушност мора да најдат начин како да ја наполнат касата, а во исто време и да го променат системот. Затоа султанот се одлучил да им ги продаде имотите, тие да може да ги откупат и така, нели, да го реши тоа прашање, да ја наполни државната каса. И така, тие ги откупуваат своите имоти и всушност тука веќе се распаѓа Тиморо-Спахискиот систем, бидејќи во моментов кога ќе ги откупат своите имоти, тие повеќе немаат никаква обврска да служат на државата.
Сега, зошто е тоа така? Бидејќи султан веќе не сакал да се подпре на нив, зошто? Бидејќи сакал да направи една професионална војска која нели требало да се грижи за државата. И така, спахиите повеќе немаат обврска да се јавуваат како колњаници, а во исто време нивната земја останува во трајна нивна собственост за секојаш. Што значи, можат да ја подаруваат земјата, нивните потомци да ја наследуваат, да ја продаваат и слично, значи ќе биде нивна лична својина. Сега, како функционирал Тиморо-спахијскиот систем? Спахиите кои што ја поседуваат земјата сега повеќе нема да се викаат спахии, туку во овој систем ќе се нарекуваат чифлик сајбии или во еднина чифлик сајбија. Значи, феудалецот кој што ја поседува земјата се нарекува чифлик сајбија. Нивната земја била обработувана од селаните, бидејќи феудалците ја даваат на обработка на селаните за тоа плаќаа данок. Селаните пак, кои што обработуваа земјата на чифлик сајбиите, се нарекуваат чифлигари, односно селанецот се нарекуваше чифлигар. И исто така промена е тоа што чифлигарите не беа врзани за земјата, кога сакаа можеа да ја напуштат. Од прилика тоа е за чифлигарскиот систем. Одиме ние понатаму и веќе кажавме нели дека развојот на чифлигарството ќе придонесе селаните да не се врзани за земјата, односно да можат да ја напуштат кога сакаат. Па така, тоа ќе предизвикува миграција, односно голем дел од селаните ќе се населат во градовите. Имаме внатрешна миграција, значи село-град, и така селаните кога ќе се населат во градовите, еден дел од нив ќе се занимаваат со трговија и занаетчиство, што ќе придонесе голем дел од нив значително да се збогатат. Тој нов богат слој на граѓани, македонци, почнуваат да се нарекуваат чорбаџи, односно богати луѓе. Сега, токму од нивните семејства, ќе се создаде македонската интелигенција, бидејќи тие ќе бидат во можност да ги школуваат македонските деца, а интелигенцијата всушност нели ќе ја даде идејата за македонска самобитност, односно ќе ги истакнува посебноста на македонскиот народ и ќе ги истакнува идеите за создавање на нели слободна посебна македонска држава. Добро, одиме понатаму. Сега, треба да споменеме збор-два за еден настан кој што е така значен во историјата на македонскиот народ и кој што нели вреди да се спомене. Тоа е Негушкото востание кој ќе се случи на почетокот на 19. век, односно во 1822 година. И како што веќе многу пати имаме кажано дека секој настан си има свој повод, причини и последици. Ние да видиме кои се причините за кревањето на Негушкото востание. Па така, главна причина, слободно можеме да кажеме, за кревање на Негушкото востание ќе биде востанието во Грција, односно ова Негушко востание ќе биде предизвикано од востанието во Грција, кој што ќе биде кренато една година претходно, во 1821 година. Исто така, се сеќавате на феудалната анархија која нели пред малку ја зборувавме. Кажавме нели дека во овој временски период се појавува феудалната анархија, а тоа ќе предизвика лоша положба на населението. Таа лоша положба на населението ќе предизвика дел од народот да се вклучи масовно во оваа востание, што значи дека самоволието на локалните феудалци и лошата положба на населението ќе биде другата причина. Значи, да заклучиме, кревањето на востанието во Грција ќе биде едната причина, а самоволието на локалните феудалци ќе биде другата причина и ги објасниме ние причините зошто е тоа така. Водачи на востанието ќе бидат Ангел Гацо, Зафиракис Логотет, кој ќе биде политички водач, и Анастас Караташа, кој ќе биде воен водач на востанието. Востанието ќе започне на крајот на февруари, почетокот на март 1822 година
И требало, освен нели градот Негош и Негошката околина, да ги опфати и Воденско и Леринско. Еве како изгледа градот Негош во тој временски период. И целта била да се олесни положбата на грчките востаници, бидејќи речиси целокупниот воен капацитет на Турција бил насочен кон задушување на востанието во Грција. Затоа целта на востанието ќе биде еден дел од турските војници да се повлечат во Негош, а да се релаксира состојбата на востаниците во Грција, односно нели малку да се ослободи теретот кој што го имале грчките востаници. Па така, веќе споменавме дека востанието ќе започне во месец февруари 1822, односно крајот на февруари, почетокот на март, и ќе трае речиси еден месец. Најголем успех на востаниците ќе биде завземањето на градот Негош. Градот Негош ќе биде завземен, а востанието ќе се прошири нели во Негошко, но ќе се прошири и во Воденско и во Леринско. Сега, по еден месец, еден одред на турски војници од Грција ќе биде префрлен во Македонија, односно во градот Негош, со цел да се задуши Негошкото востание. И тој одред ќе се заврши добро својата работа, бидејќи востанието ќе биде задушено и така нели всушност завршува востанието кој ќе има одредени успеси, меѓутоа на крај ќе заврши неуспешно. Најголем дел од востаниците заедно со нивните водачи ќе се префрлат во Грција и ќе продолжат да се борат за грчкото востание. Кога сме веќе тука кај овие водачи на востанието, уште треба да се спомене или вреда да се спомене дека поколението нивно ќе продолжи да се бори против османлиската власт, односно синот на Анастас Караташо, Димитар или Џами Караташо, исто така во средината на 19. век на Халкидик ќе крене востание. Од прилика таква ќе биде положбата на локалното население во Македонија во почетокот на 19. век. Јас се надевам дека ви помогнав нели да совладате новонаставна содржина и се надевам нели дека ова што го зборував дека беше јасно. Од прилика тоа е тоа за оваа настава.